Европа започна да покажува заби. Планира да воведе дополнителни царини за кинеските возила. Политичарите сметаат дека нема време за чекање до ноември, кога извештајот на комисијата што ги истражува дампинг цените ќе биде готов, бидејќи десантот на кинезите започна. Според Европската комисија, увозот на електричните возила што доаѓаат од Кина веќе од јули би можел да биде оптоварен со дополнителни 10%. Сега, за сите возила произведени таму ќе се плаќа исто толку проценти, но европските пак кои се продаваат во Кина подлежуваат на тарифа од 18%. Мерката би била привремена додека истрагата на стручњаците не потврди дали кинеските компании добиваат субвенции за возилата што ги извезуваат со цел тие да бидат поконкурентни. А токму тоа е што Европа сака да го спречи и под превезот дека треба да се обезбеди фер пазар на битка за сите, не исклучува ниту ретроактивни мерки. Според податоците кои ги објавија европските тела за 4 месеци од октомври лани до јануари годинава, од Кина се увезени 178.000 возила, што е за 11% повеќе отколку за периодот од 12 месеци пред тоа. Со други зборови кажано, моментално во Европа пристигнуваат околу третина од целокупниот кинески извоз на електрични возила. Дека темпото на зголемување на бројките ќе продолжи, на сите им е јасно, заради што овие мерки, кои не исклучуваат и други административни бариери, ќе бидат насочени кон заштита на европските производители и работни места. Во контекст на сето ова, треба да се гледа и на плановите на кинеските компании да започнат со изградба на фабрики на тлото на Европа, со што би се избегнале протекционистичките давачки.